Инспиративна е репликата и затоа решив да излезам. И јас сум голем љубител на фудбал. Може би сум се заразила од времето кога мојот брат, не само што бил одличен студент, туку бил и во репрезентацијата младенска на Македонија фудбалска и сум пратела се. Она што го напоменавте и до што води до еден заклучок. Прво, да, Британија ја споменавте. Многу битно е што тие имаат и така наречени споредни казни. Значи, покрај парите, покрај затворот, има споредна казна, која е најстрашна за фудбалските обожаватели, зашто значи забрана за присуство на надпреварите многу години. Исло, да не знам дали знаете, во Британија постојат споредни казни и за изборите. Ако прекршите изборно право на изборите, покрај тоа што ќе бидете санкционирани, може да ви се оневозможи да учествувате на 2 изборни циклуси. Дури и за партии постои таква забрана и треба да размислиме. Кога го покренав ова прашање, мислев на креирање на казнена политика, бидејќи ние креираме и политика, а не само закон што ќе се примени за определено време. Затоа, значи, предлагам во секој закон да се воведе со една реченица обврска за постзаконодавен надзор, да речеме по 2 години, да ги видиме ефектите на ваквото санкционирање. Тогаш ќе видиме дали одиме во вистински правец. Второ, кога реков еден пристап кон поединци, друг пристап кон организатори. Да подсетам, конфликтот во Хрватска почна на утакмица. Можете да замислите како може да се искористи страста во определен момент во, не знам, за подкревање на национализмот, не сакам да речам, и да се доведе до ситуацијата до неконтролирани разбери. И да заклучам. Казни постојат понекогаш и за политизација и партизација на спортот, и затоа ние треба да престанеме со тоа во управните одбори на различни клубови да влегуваат политичари, туку спортот да им го оставиме на спортистите. И зошто го потенцирам ова? Например, забрането е лидери на партии да се сликаат со тимови и така натамо, бидејќи политиката е партиска. Забрането е дури и, значи, премиери, председатели и така натамо во изборни цели или во политички цели да го користат спортот. Можат да одат на утакмици, да навиваат страшно, да го облечат дресот на репрезентацијата и така натамо. И многу убаво рековте дека ова е многу важно во едно мултикултурно општество. Тоа се виде по фудбалската репрезентација. Ние, кога ќе си ги обединиме силите без оглед на етничката и верска припадност, стануваме многу посилни и од тоа што вистински сме. И кога ќе дојдат и однадвор играчи што значат нешто. Затоа јас мислам дека ако вака се однесуваме кон спортот, како витешки надпревар, и да не го злоупотребуваат ни поединци, особено не организатори, особено не политичари, ќе видиме дека е тоа навистина едно од областите по кои можеме ние да се надпреваруваме. Јас многу пати велам, во спортот и во уметноста нема мали и големи држави. Да, средства треба да се одвојуваат, ама таму е нашата шанса, а шансата ни е поголема ако сме заедно. Затоа велам, многу внимателно треба да се пристапува, а не механички. Целосно се согласувам. Не, од денеска ние ќе ги намалиме секаде казните, така ќе го направиме со законот за прекршоци, и ајде сега автоматски во секој закон од 1500 евра, од 500 100 евра и така натаму. Ама сите тие се согласувам дека и во самите предлагачи министерства сигурно има
ваква дилема. И тие немаат избор. Јас не очекувам сега од вас поинаков став, бидејќи вие имате обврска да се усогласите во хиерархијата, во правниот поредок со законот за прекршоци. Ама затоа се повикав на Министерството за правда. Да видиме дали овој пристап секаде под еднаков однос е добар. По мене не е добар. И треба да се преиспита. Многу ви благодарам.